кои се дел од тие негативни работи со кои што се соочуваат сексуалните работници, помеѓу кои и видовите насилства? И во колкав дел во Македонија се соочуваат? Сите, поголемиот процент, помал процент? Конкретно, со какви се проблеми ви доаѓаат на вас, се изјаснуваат? Со што се среќаваат на терен најчесто? Информативната линија за пријава на прекршување на човекови права и пријава на злоупотреба на сексуалните работници, која што ја има Стар, отворена веќе 3 години, години назад покажува дека најголемиот процент на сексуалните работници кои што се јавуваат на таа инфолинија е да пријават насилство или злоупотреба на нивни права. Тоа се одземање на пари од страна на клиентите по веќе дадена услуга, доколку истите клиенти не се задоволни од услугата. Имаме случаи кога сексуални работнички се земаат со автомобили, се носат некаде надвор од подрачјето на Скопје, врз секако извршен сексуален акт, меѓутоа тука не збориме нели дека некој ќе каже тоа сами си го бараат. Сексуалните работници одат со намера да заработат. И чести се случаите кога клиентите ги оставаат голи, ги се облекуваат на местото кај што извршиле сексуален чин. Кажа дека има многу сексуални работници. Колку има некоја првична статистика? Така. Ова прашање е од интереси на организацијата која што го организира овој марш. Јас би бил благодарен доколку истото го реферирате до надлежните институции, затоа што државата е она која што треба да изгради јасен, нормативен и систематски систем, кој што не само што ќе даде точна бројка на бројот на сексуални работници, меѓутоа истовремено ќе даде една сликовитост и за нивниот социјален и економски статус. Значи немате конкретно? Немаме. Иако, според шпекулации и она што се врти во медиумите, бројката е некаде од 3000 до 5000, меѓутоа тука државата ги вклучува и оние луѓе кои што се жртви на трговија со луѓе. Тоа е сосема друго, ние овде збориме за возрастни сексуални работници, кои што своето право за слободен избор на професија го одбрале сами тоа да го работат. Како полицијата се унесува во сексуалните работници? Сме имале досега во нашата организација се пријавувани случаи од каде што од страна на одредени представници на Министерството за внатрешни работи исто така ги злоупотребуваат правата на сексуалните работници, а тоа е уцена, нели, да не бидат пријавувани, да не бидат подзакани дека истите ќе бидат уапсени или можеби понатака обвинети за некакви криминални акти, се принудувани на сексуални услуги за безпари од одредени представници на Министерство за внатрешни работи. Тоа значи дека сексуалните работници не им веруваат на државните институции, сексуалните работници немаат служби каде би се обратиле за да ги пријават таквите случаи на злоупотреба на службена должност. Од тука испраќаме јавен апел до сите државни институции кои што се засегнати да не контактираат. Овде отворени сме за соработка со нив.